новинарите во Македонија работат во небезбедни услови, затоа што и во минатата година тие беа тепани, киднапирани, добиваа смртни закани, се прогласуваа за предавници и имаше повици за јавен линч како и се навредува. А институциите не успеа да казнат ниту еден од насилниците. Новинарите се напаѓаат затоа што насилниците и нивните ментори сакаат да ги заплашат и замолчат, со цел јавноста да не дознае за нивните злоупотреби. Ова е главниот заклучок што произлезе од годинашниот извештај на Сдруженијето на новинарите на Македонија во врска со слободата на говорот и безбедноста на новинарите во 2017 година. Минатата година регистриравме вкупно 18 нови напади на новинари, од кои 13 физички и вербални напади, а останатите се навреди, попречување во работа и уништување на имотот на новинарите. Најбрутален физички напад на новинари лани беше извршен на 27 април, кога приврзаници на ВМРО ДПМН насилно влегоа во собрание со цел да спречат формирање на нова влада. Овие насилници физички ги нападнаа новинарите и снимателите и ги спречија да известуваат од собранието, при тоа им ги одземаа и им ги оштетија камерите и мобилните телефони. Освен тоа, некои од нив, под закана и на оружје, беа со часови држани како заложници, а при тоа полицијата не им пружи никаква заштита. За овој случај јавното обвинителство оформил предмет, утврден е идентитетот на сторителите, но за жал тие се уште не се изведени пред лицето на правдата. За разлика од претходните години, има известно подобрување во постапувањето на полицијата во врска со нападите на новинари. Сега таа брзо ги идентификува напаѓачите и покренува кривични или прекршочни пријави, меѓутоа предметите заглавуваат во обвинителство и ниеден од насилниците не е изведен пред лицето на правдата. Обвинителството не покрена постапка и за примерите на говор на омраза и јавно повикување на линч против новинари. Останаа неказнати повиците за конечно расчистување со новинарите што работат во медиумите на Сорос, упатени од поранешниот директор на Архивот на Македонија Филип Петровски. Без пријава за говор на омраза помина и поранешниот уметнички директор на Македонскиот народен театар Тони Михајловски, кој преку Фејсбук упати смртни закани на новинарот Бранко Тричковски. Неказнети останаа и познатите тројки на ВМРО ДПМН, кои спроведуваа кампањи на навредување и застрашување на новинарите. Еден од жртвите на тие тројки беше и новинарот Борјан Јовановски, кој додека вечерал во ресторан беше навредуван и плукнат в лице од овие тројки. Полицијата не успеа да ги идентификува овие лица. Иако Јовановски, еден од нив, го препозна како учествува во една пресконференција на поранешниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Освен што немаат безбедност, новинарите во Македонија работат и под исклучителни лоши економски услови. Тие имат мали и нередовни плати, а немат ниту договори за трајно вработување. Според истражувањето на самостојниот синдикат на новинари, кое го користевме за потребите на ова истражување, 45% од новинарите имаат помали плати од македонскиот просек, а на мнозинството им доцнат платите. Ваквата лоша социјална положба на новинарите, сопствениците на медиумите го користат да извршат притисок врз нив да влијаат на нивното пишување. Тие им се закануваат на новинарите со отпуштање, па дури и со физичко насилство, за да не ги критикуваат големите огласувачи. Измината година нема подобрување ниту на македонското законодавство, кое не е усогласено целосно со најдобрите европски практики во врска со слободата на медиумите. Единствени измени беа направени во изборниот законник, со кој партиите создадоа ад хок тело за следење на начинот на известување на медиумите за време
на изборната кампања, како и за избор на времен уредник во македонската радиотелевизија. Овие решенија не придонесоа за поголема слобода во медиумите, туку дополнително ги политизира и партизира медиумите. Колегата праша кој е изворот на ваквите напади против новинари. За годината за која зборуваме, 95% од нападите се извршени или мотивирани од претходната власт, сегашната опозиција, ВМРО ДПМН. Она што нас не загрижува е дека и новата власт не покажува некој поголем интерес, особено обвинителството, овие напади брзо и ефективно да ги процесуира и да ги спроведе до судот, со цел овие насилници да ја добијат заслужената казна. Се додека во Македонија постои ваква политика на неказнивост на насилството против новинари, опасноста да имаме нови напади е поголема, затоа што луѓето, ваквата практика ќе мотивира нови насилници да напаѓаат новинари. Повелете. Рековте за 27 април нема ниту еден обвинет, иако се идентификувани. Има веќе осудени за нападите врз политичарите и обвинети, а за новинарите нема. На што се должат тие аршини? Тоа е двојниот аршин, тоа е вистинската слика за грижата на новата власт за слободата на говорот и слободата на медиумите. Ја разбирам дека имаат доста приоритети во нивната работа, дека не можат за се да паралелно да работат, меѓутоа, ако сакат навистина да пратат јасна порака до македонската јавност, дека им е важна слободата на говорот и слободата на медиумите, прво што треба да направат е да почнат да ги казнат насилниците кои што напаѓаат новинари. Без тоа, ние се уште не можеме да тврдиме дека новата влада сериозно е заинтересирана за подобрување на состојбата со слободата на говорот во Македонија. Како да се подобри состојбата? Ние веќе работиме со сите институции и вршиме притисок тие да се на ниво на нивната задача и да ги преземат сите мерки да се изведат пред лицето на правдата насилниците. Вие знаете дека пред Нова година подпишавме меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи. Тоа е единствена позитивна работа што не се случува и новиот министер навистина е отворен и сака да работиме заедно и да ги решиме овие проблеми. Ова недела имаме закажено средба со новиот јавен обвинител и сакаме да изразиме пред него нашата загриженост за состојбата, за начинот како досега обвинителството ги развлекуваше случаите на напади на новинари. Ние ќе атестираме политичката волја на сите институции и тогаш кога ќе видиме дека ова политичка волја останува само декларативно, тогаш ќе се вратиме пак пред вас и ќе ве известиме и ќе вршиме притисок тие нивните зборови да ги претворат во дела. Пака се, има новинари од респектабилни телевизии и медиуми в Македонија кои се жалат дека не им се респектира ова часовите на работа, годишниот одмор, значи минимум 20 дена и ред други работи. Дека работат за многу мали пари, дека им каснат платите и низ други аномалии. Кои се, значи, мерките кои ЗНМ може да ги преземе да се поправи? Видите, ЗНМ според законот во Македонија не може да подпишува колективни договори со собствениците на медиумите, затоа што се поделени синдикалното организирање и граѓанското организирање се поделени работи. Тоа единствено може да го прави самостојниот синдикат. Ние имаме информации дека тие последниот период сериозно се вклучени во директни преговори со некои собственици од медиумите и мислам дека многу брзо ќе подпишуваат договори, колективни договори со некои од македонските медиуми. И тоа навистина ќе биде еден позитивен развој кој што ќе помогне
да се подобри социоекономската положба на новинарите во Македонија. Али дали ова, кои се вашите сознанија, дали е на загрижувачко ниво ова? Апсолутно, ја го спомнав истражувањето на Сојузот на самостојниот синдикат. Таму има запрепастувачки. Ја изнесов 5% од тоа што има. Значи, лично за мене, ја работам како 20 години како новинар, меѓутоа кога слушав дека на новинари им се закануваат соцениците и со физичко насилство, да не критикуваат, да бидат дисциплинирани, тоа мене ме запрепасти. И можете да сватите во каква атмосфера работат по редакциите новинарите, не само под психички притисок, него и под закана на физичката безбедност. Мола? Да, од минатата година, 2017 година. Тоа се податоци од 2017 година. Денеска ние не можеме тоа да го тврдиме за тоа што немаме такви податоци. Тоа за податоците што ги имаме од минатата година, за нив зборуваме. Инсистирате на тоа дека најспорен е однос на обвинителството, во смисло на разликување на предметот, тоа е нели карактеристично, меѓутоа има ли барем одредено подобрување во другите аспекти, зборувам секако на новинарството за медиумите? Видите, ова истражување се базира на 3 индикатори. Безбедност на новинари, социоекономската состојба, состојбата во редакциите и законодавството. За жал, ние во ова истражување, освен политичката изразена волја на владата и подготвеноста на новиот министер за внатрешни работи, да работи со нас и да ги расветлиме сите случаи на напади против новинари, да ги процесуираме низ обвинителска и судска постапка, друг позитивен развој ние не гледаме. Има едно, може да се рече дека има едно подобрување во начинот на известување во медиумите, меѓутоа тоа е повеќе од тоа што престана економскиот притисок на власта кон највлијателните медиуми во Македонија. Знаете дека од веќе владата се изјасни дека нема да огласува во медиумите. Мислам дека тоа е еден позитивен сигнал кој што беше пратен до сопствениците на медиумите, дека и днината на нивните медиуми не треба да го барат во клиентелистички односи со власта, туку треба да се насочат кон пазарот и таму треба да ја барат нивната иднина. И мислам дека најголемото влијание во подобрување во начинот на известување во медиумите се должи токму на ова мерка на владата.